Веќе 22 години музичкиот детски фестивал Поточиња е синоним за забава, за музичка едукација и детска дружба. Од неговото прво издание во 2004 година, па се досега. Низ овој фестивал се создаваа најголемите музички хитови. За почетоците на фестивалот, за повеќе од 20 годишното постоење, за предизвиците со кои што се соочувал истиот, за хитовите, за сето она кое што го проследуваше Поточиња низ наназад низ годините. Разговарам со извршниот продуцент на Поточиња, Оливер Пап, со кого ќе проговориме малку повеќе за фестивалот наназад, меѓутоа и ќе го најавиме најновото издание на Поточиња за оваа година, кое што ќе се одржи во Македонска филхармонија овој викенд, имено на 12 и на 13 април. Велам добри дојде за мојот денешен гостин и соговорник. Оливер, ти благодарам што токму во локалната програма на Скопје ми е дома ќе го најавиме најновото издание на Поточиња и ќе проговориме малку повеќе за еден од најпопуларните детски фестивали кај нас. Како си на почеток? Ви благодарам за поканата. Одлично сум, со оглед дека ни се последни подготовки за фестивалот, малку и возбуден и во очекување на новото издание на Поточиња 2025. Јас морам да ти се заблагодарам уште еднаш што ја прифати на прва мојата покана, бидејќи знаеме сега каква ви е агендата пред фестивалот, малку повеќе проби, па секојдневна координација како со родителите, така и со дечињата учесници на фестивалот. Затоа ти благодарам што издвои време, еве токму во Скопје ми е дома да проговориме за овој фестивал кој што несомнено представува синоним, нели, како и за главниот град, така и за државата на национално ниво. Јас би сакала да започнам од самите почетоци, 22 година, 22 издание, како се менуваше, како се создаваше низ текот на годините токму Поточиња. Поточиња растеше, односно ти растеше заедно со Поточиња, па ќе споделиме непосредно импресии, предизвици со кои што се соочуваше фестивалот. Хајде за почетоците, на што се сеќаваш ти? Па, детскиот фестивал Поточиња своето прво издание го имаше во 2004 година и беше прв детски фестивал во Македонија за деца од предучилишна возраст. Меѓутоа, првиот фестивал доживеа таква голема популарност, изнедри доста хитови, кои што ги засакаа дечињата и детската публика. И веќе од следното издание од 2005 година бројката на учесниците и возраста на учесниците се зголеми, бидејќи интересот за учество на фестивалот беше голем. Фестивалот своите први изданија од 2004 до 2014 година ги имаше стандардно во универзалната сала, која што, иако извесен број на години веќе не е во функција, сепак на сите скопјани, на сите граѓани на Македонија се уште ни е во сеќавање како едно култно место каде што се изнедриле голем број на манифестации и концерти, така да и почетокот беше на Поточиња беше во универзалната сала и најмногу ме асоцираат првите изданија на Поточиња токму на универзалната сала, каде што навистина во фестивалските викенди имаше огромен број на посетители, задоволни деца со нивните родители, каде што за прв пат ги слуша новите песни презентирани на фестивалот и можам да кажам слободно дека присуствували на еден вид на мала историја, бидејќи скоро секој фестивал изнедрил по неколку хитови кои што подоцна биле неизоставен дел и од приредби, родендени, забави во игротеки, а секако и голем дел од песните кои што биле и тогаш изведени или се уште се изведуваат на Поточиња се дел од воспитно-образовниот процес во училиштата и во градинките и нас како тим кој што стои позади фестивалот особено тоа не радува, бидејќи голем број на песни се користат за децата да можат или да научат нешто ново или пак се во согласност со програмите на воспитно-образовните институции за дечиња доучилишна, односно предучилишна и училишна возраст и некои работи кои што ги учат преку песните најубаво ги уште повеќе ги совладуваат и ги дознаваат. Така, првично фестивалот во своите први изданија, односно од 2004 година, е наменет за дечиња од предучилишна возраст. Колку се менуваше од тогаш па се наваму Поточиња? Па можам да кажам дека има и големи промени, меѓутоа можам да кажам дека голем дел од концептот на фестивалот е задржан.
онаа суштина за која како што е создаден фестивалот, онаа суштина за начинот на работа со децата е задржана, оној фестивалски концепт, каде што најпрво децата членуваат во хорот и преку проби кои што траат околу 6 до 7 месеци, односно подготовки за фестивалот, дел од децата добиваат и солистички песни да ги испеат и да настапат со нив, меѓутоа недвосмислено цело време тие се членови на фестивалот и се дел од хорот. Што се однесува нормално до промените, секако најголем дел од нив се во согласност и духот на времето, бидејќи најголем дел од промените кои што ги правиме се пред се од, да кажеме, технолошки, технички аспекти, бидејќи за да биде нешто примамливо согласно со времето и да биде препознаено од децата, каде што гледаме дека особено изминатава деценија многу има наплив на технологијата и напредок, се трудиме секогаш да бидеме да работиме по највисоки стандарди, да внесеме нешто ново, да внесеме некоја иновација. Обично веќе неколку години песните ги работиме и со видео анимација на кој што е испишан текст, каде оние популарни лирикс видеа, каде што децата можат да ги совладаат текстовите на песните многу брзо, да ги научат и секако се трудиме и продукциски да бидеме што е можно во духот со времето, меѓутоа на крајот секогаш се трудиме да бидеме во склад на детската возраст, како со темите и текстовите, така и во музичкиот и во вокалниот дел, бидејќи сепак на крајот кога ќе се собере се децата се само деца и ние би сакале што е можно подолго да ги задржиме во овој период од животот кој што ние како возрастни знаеме секогаш дека ни бил и најубав и најспокоен и се трудиме децата да не ги израснуваме пред време со некои тематики на текстови на песни кои што не се соодветни за нивната возраст. Фестивалот 22 години, вклучувајќи ја и ова, работеше, односно не престана да постои, соочувајќи се со многу предизвици, преживувајќи ја и короната. Секако тука, како функциониравте во тој период? Па во тој период можам да кажам навистина дека беше голем предизвик да се функционира, особено што во 2020 година веќе на комплетно подготвен и снимен материјал за фестивалот и на финални подготовки се донесена или одлука, ескалираше ситуацијата со коронавирусот, се донесе одлука за забрана за секакви јавни собирања и концерти. На големо разочарување пред се на децата, моравме да го откажеме тој фестивал, кој што можам да кажам дека интересот веќе беше огромен кај публиката за да го проследи. Меѓутоа, како се смири, се стиши ситуацијата, сепак во консултација со родителите, решивме да не ги оставиме дечињата разочарани и подготвивме едно ТВ издание, кое што навистина се трудевме да биде максимално интересно и да ги искористиме песните кои што веќе ни беа подготвени за фестивалот. И така да слободно можам да кажам дека во тие пандемиски 20 и 21 година работевме со намален капацитет на деца, меѓутоа со исти ентузијазам и волја и желба да направиме нови детски песни за да не остане, да кажам, Поточиња, децата да не останатускратени во тие години за нови песни од Поточиња и навистина се покажа дека тоа беше полн погодок, бидејќи доста песни кои што се отпеа во тие, да кажам, две пандемиски години беа се уште се слушаат и дел од нив се и големи хитови. Предпоставувам секое ново издание го работите во текот на целата година. Имате аудиција за дечињата. Што вклучува аудицијата? Предпоставуваме и првиот чин кон, одбирањето на кои учесници ќе бидат, кои песни ќе бидат. Што е потребно да поседува едно дете за да ја помине таа аудиција? Како што кажавте, значи најпрво аудицијата е првиот чекор од подготовките за секое ново издание што се однесува до децата. Ние кога ќе заврши секој фестивал, после кратко време на одмор, веќе го креираме новиот фестивал, што се однесува до децата и прашањето за што треба да поседуваат. Значи, најпрво секако тука се минимум вокални способности, минимум сенс за ритам, меѓутоа многу е важно да бидат пред се и опуштени, и да има, да кажеме, една минимум дарба за јавен настап, бидејќи скоро сите деца кои што учествуваат на Поточиња за прв пат се соочуваат со јавен настап преку фестивалот
и свесни сме дека кога ќе се пријават и кога ќе дојдат да учествуваат на нашата аудиција, дека голем дел од децата имаат трема и секако знаеме и ние да процениме кое дете има во него лежи, да кажам, можност за работа со процесот на подготовки на фестивалот, така што, значи, најважно од се е комбинација од сите овие фактори да се поклопат за да ги собереме групите и да почнеме да функционираме, да работиме, да го подготвуваме секое наредно издание. Како е да се работи со немладите, колку е предизвик да се работи токму со оние најискрените, најчистите души, од друга страна како е да се биде пред најмладата, пред детската публика од другата страна? Знаејќи што очекуваат дечињата. Па видете, значи можам да кажам дека Поточиња е проект и финален проект и продукт од децата за децата, каде што можам слободно да истакнам дека кај децата не поминуваат некои импровизации, не поминуваат некои работи кои што се, да кажеме, создадени или направени на брзина. И нормално важен е многу и пристапот. Меѓутоа, работата со деца си бара посветеност и љубов, која што е немерлива, и сите можни аспекти кои што може да го опфатат детскиот свет на живење. Јас и како автор можам да кажам дека сепак за да се создаде една детска песна потребно е малце имагинацијата да работи на поинаков начин. Предпоставувам дека тоа доаѓа подсвесно, мора да се разбуди детето во себе, а кога подсвесно ќе се разбуди детето во себе, се е полесно веќе во комуникацијата и во работата со децата. И особено не радува што Поточиња е толку широко прифатен кај децата кои што се публика и нормално е толку прифатен што има секоја година голем интерес за учество на фестивалот. Од друга страна, колку дечињата се исполнителни во така ќе ги кажеме, обврските кои што си го носат, си ги носи самиот фестивал, самото ново издание на фестивалот? Па можам слободно да кажам дека голем дел од децата не изненадуваат, бидејќи се однесуваат и постапуваат попрофесионално и од возрастни некои луѓе кои се професионалци во своите работи. Децата максимално одговорно си ја сваќаат својата работа, меѓутоа секако се тоа е проследено со игра, песна и забава. Меѓутоа, она исто што е една голема придобивка на фестивалот, ред работа и дисциплина. Една група од 60 до 70 деца кои што се хор треба да биде прво компактна целина, каде што тука се испреплетени повеќе возрасти, значи од минимум 5 па до 11 години се учесниците, кои што сепак на крајот финално кога се презентира фестивалот се сите заедно и сите треба да изгледат како една добра компактна целина. Децата можам само да ги пофалам, да кажам дека навистина имаат и упорност и желба и вложуваат многу труд за да успеат на публиката да и се презентираат во најдобро можно светло и навистина во одредени ситуации знаат и нас возрастните да не замислат и да видиме навистина што значи кога со љубов се пристапува и се работи нешто што е доста одговорно, а сепак се однесува од аспект на игра, песна и забава. Времињата се менуваме и ние, се менуваат и генерациите. Ќе се сложиш со мене дека денешните генерации не се во ништо исти од оние наши малку поназад генерации. Ние растевме можеби малку поинаку, денес и технологијата си го зема својот данок. Моето прашање е конкретно за детските песнички кои што се соодветни за одредена возраст, за текстовите на самите песни. Како да се направи баланс помеѓу она кое што е во тренд, она кое што е модерно и она кое што треба да биде вистинска вредност денес за немладите? Па можам да кажам дека тоа е вака еден голем предизвик, кој што сметам дека ние сега за сега добро го совладуваме. Секогаш се трудиме да останеме на оние теми детски кои што шират пораки за толеранција, каде што имаме пораки за почитување на животната средина, развој на свеста за екологијата, влегуваме во светот на сказните, на приказните, на бајките. Можам да кажам дека повеќе трендовски следиме да го модернизираме самиот продукцијски звук на песните. Меѓутоа, во принцип, како што кажав и на почетокот, можеби да кажеме границата на она што е
дефинирано како детство од она време што ние го знаеме. Малку е спуштено, ако порано можеби детството и детските песни фестивали биле актуелни до 12, 13, 14 години. Сега можеби таа граница е негде на 10 или 11 години. Сметам дека напливот на технологијата до одредена мера нормално на сите нас ни го олеснува функционирањето во животниот во животот. Да. Ало, добро вечер, повелете. Ало, добро вечер, ве слушаме. Така, се надевам повторно ќе го вклучиме гледачот. Да. И можам да кажам дека успешно се справуваме со тој предизвик, меѓутоа ќе повеќе би се осврнал на оној момент каде што технологијата и самите текови општествени и глобални веќе го фаворизираат индивидуализмот и ние сепак се стремиме да направиме еден баланс каде што преку колективна работа и работа во група со децата сакаме да им објасниме, да им покажеме, да им докажеме дека кога ќе успеат да функционираат одлично и во група и како колектив, дека индивидуалните квалитети секогаш ќе има време и простор да излезат на површина. Така е. Оливер, ме импресионираше дека во вашата продукција имате педагог и ме импресионираше работата со дечиња со аутизам. Па да, тоа е, како да кажам, една ситуација која што е изминативе години доста вака за жал застапена не само во Македонија, туку и на светско ниво. Се трудиме колку е можно повеќе да вклучиме инклузија на дечиња со аутизам. Меѓутоа секогаш имаме консултации најпрво и со родителите и со стручни лица кои што се и како надворешни соработници на нашата продукција и секако се обидуваме да ги вклучиме што е можно повеќе во процесот на подготовки и на учество во фестивалот, но сепак до онаа мера до која што нив им влијае позитивно и се надевам дека ќе се успее во наредниот период што престои пред нас, не само ние како фестивал, туку и свеста за таа појава да се крене на повисоко ниво. И сметам дека секогаш пристапот со децата треба да биде на еден унифициран педагошки начин, бидејќи на крајот од денот дечињата се дојдени за забава, меѓутоа да научат и нешто ново, а на крајот од целиот процес на учество на поточиња да сватат дека има и нешто поважно и повредно од самата, да кажам, концепција на настапување, на јавен настап, туку и еден момент на социјализација, на солидарност, на другарство, на заедништво. Така. Колкава е одговорноста да се биде дел од тимот на фестивал кој што се одржува 22 години? Одговорноста е голема со самото тоа што се работи со деца. Значи, прво тука е одговорноста мора да биде на највисоко ниво. Второ, имаме одговорност за тоа што веќе поточиња е национален фестивал, кој што го следат сите, да кажам, дечиња не само од Македонија, туку и од диаспората. И имаме голема одговорност секој фестивал да го повтори успехот на претходниот, да го одржи квалитетот на претходниот, како прв чекор и како втор чекор, да бидеме уште подобри со секое наредно издание. Така што можам да кажам дека таа одговорност знае од време на време да создаде притисок, меѓутоа често се случува да успееме да претвориме во мотивација, да бидеме уште подобри, уште поинтересни за децата и се надевам дека таа креативност, сила и енергија како продукција и како тим ќе не држи уште долги години за да можеме да ги радуваме дечињата кои што веќе преку фестивалот многу генерации растат и се пораснати и се надевам дека пред нас е уште многу генерации кои што ќе пораснат со поточиња.
Она што е за почита дека вие целата година работите, односно создавате и сте активни со дечињата. Јас би сакала да прокоментираме накратко дел од проектите кои што ги сработивте изминатата година. Бевте дел од повеќе настани на повеќе скопски општини. Новата година чинам во Киселава да ја пречекавте со дечињата. Ајде малку од другата страна за импресиите и за тоа како се одвиваат ваквите настани, колку првите луѓе на општините се заинтересирани токму на нивните дечиња со жители да им пренесат дел од таквата атмосфера со Поточиња? Па, можам да кажам дека, конкретно за оваа година, меѓутоа и години наназад, по завршување на новото фестивалско издание, во текот на целата година сме активни со настапи на разни детски манифестации, на разни детски настани. Убаво споменавте, значи доста бевме активни во новогодишниот период, каде што имавме доста голем број на покани за учество. Особено бевме на 31 декември на денската програма која што беше наменета забава за деца, новогодишна. Ни беше особено драго што бевме во општината Кисела Вода. Исто така бевме дел од караван кој што ги посети сите скопски општини во новата година. Имавме и новогодишна забава за дечињата на вработените во собранието на Република Македонија. Можам навистина да кажам дека секаде каде што гостуваме, секаде се чувствува една убава и позитивна атмосфера. Особено ми е драго што не само дечињата во публика, туку и нивните родители ги пеат песните, што значи дека навистина сме го постигнале вистинскиот ефект. Неизоставен дел тука на нашите настапи и нашата маскота Поки, кој што е водител на фестивалот, позади маскотата е акторот Мартин Јордановски, така што учествуваме на доста голем број на манифестации и секогаш сме, да кажам, ние расположени. Кога кажувам ние, тука сметам и на децата кои што учествуваат на фестивалот. Да, тој ќе ве праша колку децата се расположени за такви настани, децата каде уживаат. што има и публика така. Децата уживаат навистина, децата би можеле да настапуваат по цел ден. Значи, тоа им представува огромно задоволство, особено кога по завршувањето на фестивалот веќе се одлично подготвени и можам да кажам дека одлично се носат бидејќи настапуваме на настани од различен тип, со различни сцени, во различни услови. Често настапите, особено новогодишните настапи, се на отворено, на минусни температури, ако се они топло облечени сето тоа, меѓутоа сепак за нив представува еден предизвик кој што навистина одлично го совладуваат, бидејќи желбата за да учествуваат и да настапуваат кај нив е огромна и сметам дека и во иднина ќе продолжи интересот на голем број на манифестации кои што не се само од Скопје, туку и низ цела Македонија, низ целата држава, да не канат, секаде сме отворени за настап и секако најважно од се да ги расположиме децата. Како Поточиња наназад низ времето и низ годините го памети главниот град Скопје и како ти растеш, можеби со Поточиња, кои спомени те врзуваат за Скопје? Па општо ако земеме за Скопје, нормално, како што напоменав и претходно, еден символ на градот, универзалната сала, каде што... Ако те прашам што ни недостасува, предпоставувам прво тоа ќе ми кажеш. Дефинитивно би бил универзална сала, значи и од аспект на фестивалот Поточиња, затоа што емотивно сме врзани. Таму е првото издание на фестивалот, таму се реализира 11 изданија на фестивалот. А исто така и лично на мене и можам да кажам и професионално во подготовки и во организација на фестивалот, навистина таа сала му беше на градот буквално култно место, културно стартувалиште, каде што посетувавме и голем број на концерти, на други манифестации од секаков тип и сметам дека би било навистина од голема полза, во што е можно побрз рок, да се ревитализира универзалната сала и да се врати во функција. Скопје исто така за мене, можам да кажам, парк, липите во парк, особено летно време, покрај кеот, значи на реката Вардар. Тоа се вака моите први асоциации на Скопје, секако тука и водно. Секако тука можам да кажам дека и градскиот плоштад и јадрото околу градскиот плоштад, кој што нели тие наши први тинејџерски излегувања било секогаш доживување да бидеме
навечер во тој дел на градот, бидејќи сме сметале дека сме доволно пораснати. И сметам дека на Скопје му треба од културен аспект малце да се разработи програмски, бидејќи навистина градот има што да понуди, има многу и разноликост од секаква мултикултурна природа. И мислам дека со многу мал креативен ангажман и со скромни средства, добро распоредени, може навистина Скопје да биде една културна престолнина на Балканот, бидејќи навистина имаме што да понудиме за секаков вид на културни активности, почнувајќи од детските активности, па секако разноразни фолк активности и активности поврзани со уметност, со литература, со сликарство, со вајарство и нормално до современа поп култура. Нуди ли градот можности, предиспозиции за создавање и творење токму тука во главниот град? Еве конкретно на Моје мислење е дека можностите се сведени на минимум и сметам дека, оно што и пред малку го кажав, значи сметам дека му е потребна малку подобро фокусирана креативна политика во поглед на културата. Меѓутоа не можеме да иземеме дека во градот не е само културниот дел, туку мора да функционираат и други работи кои што се од јавен интерес. Сметам дека Скопје од едно време кое што го паметиме полека исчезнува. Меѓутоа не треба да се препуштиме на летаргијата и тоа да значи дека комплетно градот ќе биде нешто негативно, туку напротив, сите општествени чинители да се заложиме да успееме тоа да го претвориме во новото модерно време кое што доаѓа пред нас, да го претвориме во еден плюс и на градот да му вдахнеме еден нов дух и еден дух кој можеби функционирал и го паметиме од порано. И не би бил толку песимист, меѓутоа се трудам да бидам реалист и секогаш и на критичен начин да ги согледам работите и навистина да поентирам на крај дека Скопје има многу што да понуди и дека само со малку поголем ангажман и креативна посветеност и солидни, скромни, да кажам, средства, може многу да добие градот и да доживее, да кажем, еден културен препород. Спремно ли е се за поточење 2025-та? Да, подготвени сме одлично, можам да кажам. Во тек се последните подготовки и проби за фестивалот. Дечињата се возбудени, ние како организација секако сме и возбудени и под голема одговорност се да мине во најдобар ред и сите да бидат среќни и задоволни, како публиката, така и децата учесници. Имаме подготвено 17 нови детски композиции. Имаме на тоа секоја композиција си е своја приказна, 17 нови приказни во кои што може да се пронајдат, да кажеме, сите возрасти на децата. И сметам дека пред нас ќе биде уште едно убаво и квалитетно издание на Поточиња, кое што ќе остане за години да се слуша. Оно што го споделивме позади камерите е дека импресивно е дека од 25 до 30% од картите се продале чинам онлайн. Односно може да се ги купат не само од Скопје, туку и од целата внатрешност на државата. Колку се заинтересирани од другите градови, родителите да си ги донесат дечињата на Поточиња, можеби? Да, па видете, изминативе години тој како податок, значи го имаме дека скоро 1/3 од билетите кои што се купени се родители кои што доаѓаат со своите дечиња од внатрешноста на Македонија, односно од другите градови. И навистина тоа ни дава уште поголема мотивација за работа, бидејќи Поточиња одамна веќе е национален фестивал, широко прифатен и она што е исто куриозитет изминативе и години изминативе неколку изданија каде што редовно сме контактирани на социјалните мрежи од нашинци претежно од Германија, кои значи и во диаспората може да следат. Да, кои се интересираат кој датум ќе биде фестивалот за навремено да успеат да си го организираат своето време и тој викенд да дојдат до Скопје и да го следат фестивалот. И навистина пред малку зборевме за таа одговорност и како е да се подготвува фестивалот. Токму овие работи ни даваат и одговорност, меѓутоа и мотивација
да продолжиме да работиме понатаму. Се трудиме секогаш фестивалот да е на едно високо ниво, слободно можам да кажам на било кој голем концерт кој што се организира во Македонија, и од технички аспекти, од креативен и од квалитативен. Така што на крајот на ова прашање само би кажал дека освен што сме подготвени и сме возбудени да ги видиме ефектите од самиот фестивал и емоциите кои што децата ќе ги споделат внатре во сала додека траат представите, меѓутоа и одекот што ќе го даде фестивалот и песните изведени на фестивалот после него. Одбележавте 20 години јубилеј постоење. Знаете ли да си се навратите на нас за да си ги прегледате претходните изданија и да се потсетите на оние хитови кои што оставија за секогаш можеби трага на Поточиња? Знаеме како не, некогаш и кога ќе подзаборавиме да се потсетиме. Тука се, значи, дечињата или некои родители кои што редовно бараат одредени песни, исто и работници во воспитно-образовниот процес во училиштата и градинките често знаат да ни собратат, да ни побарат некоја стара песна од пред 15 или 20 години, кои што сакат да ја подготват децата да ја работат за одредена тема. И секако од време на време се навраќаме на старите изданија и секогаш ги гледаме со носталгија, меѓутоа и од професионален аспект да можеме да забележиме што би било подобро, што би можело да се промени, што би требало да се задржи и навистина се трудиме да направиме еден сублимат од минатите изданија за да можеме да го задржиме духот на традицијата, бидејќи сепак Поточиња е фестивал и секој фестивал треба да, без разлика дали е за деца или за возрастни, за каков тип на музика станува збор, треба низ него да провејува еден дух кој што ја спојува традицијата на фестивалот од самите почетоци, од првите изданија па се до наредните изданија. И навистина тоа навраќање за нас е многу убаво, бидејќи секогаш ни буди и емоции, меѓутоа и ни дава идеи, што би можеле сега следно да направиме, што тука сме пропуштиле да го направиме. Отворени ли сте за промени, што да очекуваме можеби некоја новина во фестивалот? Па отворени сме секогаш за промени, меѓутоа со оглед на тоа што станува збор за деца, промените се трудиме да ги правиме многу внимателно и постепено, да не бидат нагли, бидејќи сега за сега се покажува дека овој концепт кој што го градиме и на кој што работиме е успешен, дава резултати и сметаме дека секоја промена која што се однесува концепцијски на фестивалот треба барем некое време убаво да се размисли, да се разгледа и со голема доза на предпазливост да се имплементира. Ајде да упатиме една порака до родителите и нивните дечиња, зошто е важно оваа година да не го пропуштат Поточиња? Па најпрво затоа што редовно добиваме информации, повици и пораки на оние кои што родители кои што не успеале да ги донесат дечињата по завршување на фестивалите, дека им е многу криво и дека едва чекаат некој наш настап за да дојдат да ги гледаат дечињата. Ветуваме многу голема забава, тоа е број 1. Број 2, тука е нашиот Поки, акторот Мартин Јордановски, во маската на Поки, кој што е голем миленик на децата и секоја година ги води децата на вистина низ фестивалската приказна, без да почувствува дека поминале повеќе од час и половина фестивалска програма. И оваа година дел од билетите кои што ќе бидат продадени за фестивалот, средствата кои што ќе се обезбедат, ќе ги донираме за настраданите од несреќата во Кочани, така што и овој фестивал има една хумана мисија. Сакаме заедно со дечињата учесници и сите ние како тим кои што стоиме позади фестивалот, по завршувањето на фестивалот да колку што е можно во нашите можности да дадеме еден допринос и на тоа поле. Може би е рано да ве прашам, меѓутоа после одржувањето на ова 22 издание, може би веќе ви е направена агендата за настапите, за идните проекти на кои што ќе учествувате или има најави дефинитивно, значи месец мај, месец јуни ќе бидат исполнети со настапи, меѓутоа тоа се дефинираме по завршување на фестивалот, бидејќи ова ни е мејн ивент, главниот настап, главната журка е тука, така што по завршување на Поточиња
полека започнувам и се учество на други манифестации. Да, јас се надевам дека ќе имаме простор и шанса и да споделиме после фестивалот дел од импресиите и што се случуваше во Македонска филхармонија викендов кој што ќе следува. Оливер, многу ти благодарам за издвоеното време и ќе ти се заблагодарам што споделивме малку повеќе за почетоците на овој култен, популарен детски фестивал. Ќе посакам успешно 22 издание викендов на Поточиња. Од овде ќе те испратиме на проба директно кај дечињата да не те чекаат и нека ви се среќа 22-то издание на Поточиња. Ви благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието. Доколку си набавивте карта, бидејќи скоро сите карти се продадени за 22-то издание на детскиот фестивал Поточиња, ќе ви посакам, доколку имате карта, нели секако да се уживате со вашите најмили овој викенд на 12 и 13 април во Македонска филхармонија на 22-то издание на Поточиња. Разговарав со извршниот продуцент на фестивалот Оливер Пап. Ние се гледаме наредниот четврток со друга скопска тема во истото време на Вистинска телевизија. Бидете поздравени. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја